Добро вечер, вие слушате Радио Канал 103. Ова е емисијата Дансе Макабре со своето 614-то издание. И секоја година одвојувам засебни епизоди од Дансе Макабре за 4 најголеми филмски фестивали во светот. Ова сезона имав специјални епизоди посветени на Берлинале и Санденс. А четвртиот Венеција традиционално го промашувам, затоа што се одвива во периодот кога емисијата го добива својот долго заслужен одмор, но најзначајниот од 4 Grand Slam фестивали од Аран, како може така да ги нарачам, секако дека е Канскиот филмски фестивал, кој, како што можеме да забележиме низ годините, дека филмовите кои се прикажуваат таму се едни од најквалитетните и се во сериозна конкуренција за бројните награди кои ќе бидат доделени за остварувањето за 2025 година, односно за најзначајните дела пред се, па јас низ годините на дистанца ги следам овие фестивали, иако сум член на ФИПРЕСЦИ, најзначајното светско здружение на филмски критичари, не сум присуствувал на ниту еден од нив, но затоа далеку ги наблюдувам и тоа будно сите случувања на фестивалите од највисок ранг и сметам дека нивните селекции се значаен филтер за квалитетот, односно барометар за филмската година. Па денес ќе ви говорам точно кој имаше своја премиера во Кан, без разлика колку траеле овациите во киносалата додека биле прикажани филмовите таму. А ова емисија ја започнавме со сега веќе малтене култниот модерен бенд од Кливленд, Охајо, односно Midnight. Во прашање е еден, како што можете и самите да забележите, еден бенд кој е под силна импресија и на Motorhead и на Venom. Значи speed metal во комбинација со black metal, издаваат за Metal Blade Records, со тоа што го издадува неодамна нивниот нов студиски албум, менуван како Still, Rust и Disgust, односно од него имавме можност да слушнеме композицијата посветена за нивниот роден град, односно Cleveland Metal, и одличната Final Solution ја слушнавме во продолжение. А од Кливленд ќе се преселиме за Бристол, односно за Англија, каде ќе не пречекаат уште едни ветерани на треши на пред се спид метал и хеви метал влијанијата кои што ги црпат во нивната музика, односно ќе ги слушнеме Onslaught, бендот кој што имавме можност да ги гледаме во Македонија, односно тие свиреа во Кастро пред многу години, додека се уште функционираше. И тие го објавија исто така во овој месец нивниот 8ми албум, поред кој го носи насловот Origins of Aggression. Сега интересното за тоа е што овој е дводелен албум, тоест првиот диск, односно првата половина е посветен на авторските композиции кои што ги имаат одработено во изминатиот период од овие 5 години, додека ако не се лажам претходниот беше Generation Antichrist од 2020 година, помеѓу него и новиот албум. Меѓутоа, тоа што е интригантно е вториот дел од овој албум, односно вториот диск на кој се наоѓаат обработките на бендовите кои на нив најмногу им значеле додека ја ковале легурата на нивниот звук, односно даваат почит со свирење на обработки на бендови, се разбира, како Judas Priest и Black Sabbath, односно Free Will Burning, ја имаме таму и Warpigs. Меѓутоа, интригантно е тоа што има огромен број на бендови од хардкор панк сцената, конкретно култни панк остварувања може да се слушнат, кои што се во една агресивна изведба, како што на времето Slayer знаеа да направат. Овој пат истото тоа го направија и Onslaught. Пат така што се одлучив за две култни панк композиции кои се во нивна интерпретација, односно во продолжение ќе ја слушнеме Holidays in the Sun и уште еден празник, ги врзав на тој начин, Holiday in Cambodia. Така што во продолжение ги слушаме Onslaught со композиција од нивниот нов албум, кој што се обработки во чест на музиката која што ги инспирирала да бидат тоа што се. А Дансе Макабре е емисија во која 16 сезони се зборува за уметност од борба против лицемерието, зависта и користолюбието. Тука уметниците се вистински херои, а не политичарите, и секој издание е на мала победа против шундот, апатијата, предрасудите и богот на медиокритетот, алгоритамот.
Целта на емисијата е да ја доближи квалитетната уметност до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста за подобро да го разбереме светот во кој живееме. Вечер имаме закажано полноќен танц со смртта по 614 пат. Јас сум Златко Ѓелевски, а ви останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. 78-то издание на Канскиот филмски фестивал се одржан од 13 до 24 мај, со тоа што минатиот викенд беа доделени наградите за победниците, а претходно се одвиваа сите проекции на многобројните селекции. Оваа емисија ја концепира врз основа на погледнатите 23 пресконференции од филмовите кои што беа селектирани и слушав бројни критички осврти од мои колеги кои пишуваат за Screen Daily, за Variety, за Times, за Роджер Еберт, за IndieWire и Film Comment и за нивните канали, па врз основа на тоа што можев да го погледнам, слушнам и прочитам, ќе ги представам моите белешки за случувањата на фестивалот, на кој немавме домашен представник во селекцијата и не сме ни имале од Северен пол на Марија Апческа, а нема да ги вклучам во број филмовите кои што си учествувале на Канскиот маркет. Тоа е филмско пазарче, панаѓур на кој што си добиваат продукциите покани и се обидуваат да си го шитнат своето дело на дистрибутери, што апсолутно нема никаква допирна точка со филмската селекција на фестивалот. Тоа не значи дека немаше македонска делегација на него, но тоа е на рамниште на соработката помеѓу агенцијата на филм и индивидуалните продукции и режисери кои си ги носат филмовите со надеж дека ќе им бидат откупени. Значи, Тиери Фримо и селекторите на Канскиот фестивал избрале филмови кои што навраќа на моменти и на 80-тите, конкретно на епидемијата на СИДА, има приоритет и периодичните coming of age филмови и пред се начинот на кој што генерацијска траума се пренесува од едно колено на друго. Плакатот е двоен за оваа година, односно на него може да погледнете Анну Кајме и Жан Тронтиньо од филмот A Man and a Woman од 1966 година на Клод Лелуш, односно една модерна итерација на култните сцени од ова филмско остварување, и мора да сватите дека не сите селектирани филмови ќе добијат дистрибуција и ќе дојдат до нас, например, дали дигитално, дали во кино или кинотечни ќе бидат прикажани. Многу мал број на филмови ќе има таа привилегија, другите ќе останат погребани во заборавот, односно селектирани наслови на фестивалот, што е некаква пред се природна селекција, со која искрено да бидам, ќе ви биде заштедено времето да се изложувате на сечиј медиокритет кој што завршил на извиканиот филмски фестивал. Жирито на главната конкуренција беше предводена од Жулиет Бинош. Не ја знаете како фамозната француска актерка и беше претседателка на жирито, која на пресконференцијата беше фатена во тесно да одговори зошто не подпишала декларација за поддршка на Газа, која што ја подпишале нејзините колеги, и исто така беше ставена во небрано запрашувајќи како реагира на обвинувањата за силувањето на нејзиното другарче Жерар Депардје. Покрај неа во жирито беа Хали Бери, која ја знаете како американска актерка, која провоцирана од колегите новинари не знаеше да наброи саудиски филмови, што е сосема разбирливо, никој не е подвижна енциклопедија. Меѓутоа се извади дека биле во подем режисерките во Саудиска Арабија, што е уште еден доказ како се користи женската карта за да се прикрие незнаење пред се, со оглед на тоа што покрај Абдула, Фарис, Али и Малик, не знам за кои режисерки од Саудиска мислела дека се во подем, кога јас не сум запознаен дека некој долг филм во последната година се пробил на западниот фестивал од оваа држава, а да е режиран од страна на режисерка.
така што можеби се филмови кои дури ни IMDb не ги знае. Во минатото им замерував на колегите дека мешаат политички активизам на фестивали, занемарувајќи ги естетските вредности, ама денес од друга страна па ги охрабрувам да го распнат жирито на крст и да фрлаат со камења по нив, затоа што кариеристки како Бери на пример, која е тука да отпочне некоја си друга кариера, има преголема моќ која е дадена да истакне филм кој ќе дотурка до Оскари, кој можеби и нема да ги заслужи, ако воопшто не гледале дел од жирито доволен број на артхаус филмови од цел свет и се хранеле со блокбастери, како би можеле тие да одлучуваат за естетски вредности на врвни достигнувања. Покрај нив во жирито беа и Диудо Хаманди, кој што е филмаџија од Колонја, потоа јужнокорејскиот режисер Ханг Сунг Со, Пајла Кападија од Индија, одличниот Карлос Рейгадес од Мексико, Алба Роруачер, италијанската актерка и, ако не се лажам, беа тука сценаристката од Мороко, се извинувам, Лейла Слимани и Джереми Стронг, американскиот актер, кој што одлично се справи на пресконференцијата дека ликот кој го глумел во филмот за Доналд Трамп, односно адвокатот Коен, е предвесник на злото кое ќе го трпи сад денес. Покрај нив, останатите жирија беа предводени од Моли Менинг Уокер, таа е претседателка на категоријата Uncertain Regard, а Алис Рорвачер беше претседателка на Камера де Ор наградата, додека пак за Квир Палмата одлучуваше Кристоф Оноре. Во компетиција, ќе ви ги напоменам сите филмови кои беа селектирани, затоа што се едни од најизвиканите имиња кои се бореа за Златната палма оваа година. Ќе одиме алфабетски. Алфа во режија на Јулија Докурно, која е режисерката на Ро и Титан, прави нова боди хорор драма со Ема Маккей и Финиган Олдфилд, во кој тинејџерка откако ќе направи тетоважа, се враќа во незиниот дом и ќе се посомнева незината мајка дека има стекнато пренослива болест во незината крв, стравувајќи ја кај ќе се скамени 13 годишната девојка, која и нема некаков си добар однос со незината мајка, сепак бунтовништво е во прашање. Film Nation Entertainment се продуценти на филмот, а Neon и Mubi се дистрибутери. Ова комбинација ќе ја слушате многу често во рамките на оваа емисија, затоа што Neon и Mubi засебно или па заедно ги купија скоро сите филмови за кои ќе ви говорам денес, изнададоа пари, меѓутоа си загарантираа дека ќе имаат полна понуда во рамките на годината. Што па и од друга страна не е некое си изненадување, се напоменува дека овој филм е всушност алегорија за епидемијата на СИДА, со оглед на преносната болест која што се третира во филмот, каде дел од критичарите кои ја подигна со претходните остварувања, режисерката фрлија камења дека овој филм е неинспиративен и млитав, додека другите кои беа во дефицит со пофалби рекоа дека ќе стане некаква си култна класика. Значи, безусловна љубов е во прашање на делото меѓу членовите на семејството, имаме пренос на генерацијска травма, се извинувам, има употребени се хомогени бои на сеќавањето, од некаков си да наликуваат на свој виден Кодак филмска лента во самиот флешбек со носталгијата, а во модерно употребена е металска темна десатурирана сина боја за да биде истакната самотијата пред се во модерното доба. Значи, имаме хомогена и хетерогена слика со која што е изграден самиот филм, кој екстернализира со помош на звукот за каните кој што и чувствува самиот лик.
Убаво е тоа што Јулија за неја си опиша дека за да влезеш под кожа на лик треба да ја почувствуваш неговата болка, која беше запрашана зошто треба да користи стравични средства, односно елементи на хорор жанрот. Меѓутоа, колатерална штета е таа неудобност, ама не и нужно. Тинеџерството е прикажано како катастрофа, така што своевидна во нечи живот, така што има комичност со самото тоа созревање. А веќе еден препознатлив критичар од Грција праша за Uncanny Valley, способноста на овој филм да има своевидна когнитивна дисонанца. Јулија кажа дека подметнала референција од Едгар Алан По во самото дело, како една вечна инспирација за неја, а употребата на каменот напомена дека е фиксен, каменот не се менува, за разлика, например, од металот во титан, кој што се трансформира, знае да биде и во течна агрегатна состава, меѓутоа каменот не. Тој е фиксиран и не може да се преобрази, така и починатите не може да сменат нивен облик, меѓутоа стануваат бисти. Сега, не се согласувам со неја дека не снимила жанровски филм, затоа што таа пркосеше на пресод на Майкл Мајерс и Кинг Конг, демек тие се имагинарни и не ти е грижа за нив по гледањето на филмовите, а таа сакала да остане филмот со тебе по гледањето. Така што, драга Јулија, не мора хорор филмот да има монструм, човекот е најголемиот монструм, ако ти имаш смртоносна преносна болест, жал ми е што треба да те информирам, меѓутоа си Кроненберговка, хорорџика си, окей да си признаеш на себе си и доста со тој муабет. Не е хорор, значи тоа детска болест и треба да се надрасне, секој страф е хорор, точка. Стварно, Корали Фаржа многу повеќе ја почитувам, затоа што нема криза на идентитет и го почитува жанрот и е доследна на него. Јулија сака да краде кога и одговара и да глуми дека е над жанрот, како разгален филмски елитист. Океј, сестро, сакаш награди, свативме, лавави очигледно дека нема да добиеш палма пак, ама не одбивај сателити или па ченсо награди која ќе дојдат на твоја адреса затоа што си снимила хорор филм. Да не си сакала хорор, немаше да прикажуваш распаднување на тела и да правиш гротески, така што да не бидеме контрадикторни. Јулија кажа за страмот кој преовладувал од сида во 90-тите, ако некој, например, крварел или па дишал из воздух, се плашеле дека сите ќе се инфицираат од сида. Сексот станува табу и контаминација во тој контекст. И знам дека аплаудира на прес 2 пати аплаудира прес на француски, тоа по 2 пати. Секоја година го прават тоа од страна на Кански. Пораснете и вие веќе еднаш, цел свет се договоривме дека имате срање јазик и дека ќе се разбираме сите народи помеѓу себе на англиски, така што ворете да објавите и англиски титул, меѓутоа ете. Очигледно дека автогенерираниот превод на англиски на YouTube е на самото рамниште да може да го разбере вашиот јазик. Кейс 137, односно досие 137 е во режија на Доминик Мол, режисер на The Night of the Twelfth и The Monk. Во новиот филм, во кој глуми Леа Друкер, која знаете од In My Skin и Last Summer, глуми истражувач кој треба да открие кој бил виновен за настанувањето на повредата на протестант насреде испукан гумен куршум од обезбедување. Шарејц кој купија правата за филмот, Терефримо го му забрани на актерот Тео Наваро Муси да присуствува на фестивалот кој е под истрага за сексуална злоупотреба. Мојот колега Грирсон го нарече овој крими трилер генерички, иако Леа сите ја пофалија за незиниот перформанс. Методичен го нарекоа колегите на пресот овој филм, едноставен тивок приказ на жолтите елеци, инспириран од бројни случаи каде што животите биле ставени под закана и правдата се доделувала врз основа на нечија туѓа волја. Die My Love е режисерско остварување на Елин Ремси, една од моите поомилени режисерки, која ги сними You Were Never Really Here, We Need to Talk About Kevin, Redcatcher, која адаптира аргентинска новела
односно сними филм со Дженифер Лоренс, Роберт Патисон и Сиси Спейсак, односно психолошка црна комедија за постпородилна депресија, низ која што поминува ликот на Лоренс, ситуирана на фарма во Монтана, додека се распаѓа нивниот брак. Моето другарче на кое му правев интервју на Манаки, Шејмус Мекгарви, го режираше, го снимаше филмот, затоа што е негов кинематографер во Академски 1.33 наспроти 1, значи ги зароби актерите во овој филм. Муби фрли $24 милиони за да го поседува овој филм. Како родители Роберт и Дженси се поистоветиле со родителството и изолацијата во Монтана на прашањето на пресод, одговорија, а ликот на Роберт сака да биде успешен музичар во Њујорк, така што хистерија очекувајте да погледнете во рамките на овој филм и една детериација на брачната заедница. Eagles of the Republic во режија на Тарик Салех. Негов филм претходно беше The Contractor, сними политички трилер која затвора трилогијата од Каиро, како што веќе се напоменуваат претходните негови филмови, односно The Nile Hilton Incident од 2017 и Boy from Heaven од 2022. Филм за актер кој е под притисок на властите да глуми во пропаганден филм со пиштол на чело. Мементо и SF Studio се дистрибутери на овој филм. Уште еден извикан филм кој со нетрпение го чекаме е Едингтон во режија на Ари Астер. Тој е режисерот на Hereditary, Midsommar и Boys Afraid. Во неговиот нов филм му глумат Джоакин Феникс, Педро Паскал, Лук Грајмс, Остин Батлер и Ема Стоун, односно сними сатиричен модерен вестерн. Називот е на самото место во Ново Мексико, а поставеноста е за време на COVID пандемијата. A24 ќе го пуштат во кино на 16 јули 2025. Крлик и Пембертон би требало да ја работеле музиката, што е опасен двоец, значи едни од моите најомилени композитори на модерните филмски скорови се тоа. Филм за пресметка на антимаскер шериф и градоначалник демократ во градчето со каде што се поделени соседите, едни со други. Дариус Конџи е кинематографер, што ме збуни, затоа што најчесто Астер си работи со неговиот друг кинематографер, кој што очигледно беше зафатен со други проекти за кои што ви имам говорено и во рамките на емисијата. Меѓутоа, ова е филм за губитокот на вистината и хипериндивидуализмот во денешницата, како што преовладува во САД, каде нема објективност за реалноста. Сите ликови си живеат во своја верзија на поставеностите на стварноста, ликови со потреба за градење на истата, со поврзување, ама тонат едни со други. Ари оживува стравови на фрактурираното американско општество, а на пресод говореше за пренатрупувањето со историјата и користењето на неа во своја полза, за да се достигне некаква си зацртана доктрина. На прашањето за граѓанската војна говори дека САД е на опасен пат со експериментална држава во која што се наоѓа да дојде до неа. И филмот е една негова слика на американското општество денес, со сите негови мани, со стравови и анксиозни проекции кои што ги прави, односно со содржајќи модерен трибализам, односно племенство и кое што е составен дел филмот како да е пресметка на каубојци. Ќе ги напоменам накратко и Фуори, односно станува збор за филм на Марио Мартоне, него го знаете како режисерот на Носталгија, кој беше прикажан на браќа Манаки. Изминатата година прикажан како и во 90-тите ги има работено на Nasty Love и The King of Laughter, кои му се претходно прикажани на Кански. Продуциран е овој новиот филм од Рај. Филмот е за навраќање во 80-тите, кога писателката Голиарда Сапиенца е уапсена за кражба и во затвор се спријателува со две други затворенички кои излегувајќи од затвор ја продолжуваат нивната блискост, го окарактеризира како репетитивен и нелинеарен, а сепак крајот бил предвидлив. Филмот е адаптација на книга, а Римси има посебен удел во делото, така што бунтовна како Пасолини ја прикажуваат
ова авторка за која што се базира самиот филм, која одела против јавното мислење со нескротлив дух кој се обидела да го долови пред се режисерот, снимен од страна на Паула Карнера, кој го сними и О Капитано. Голиарда умеела сите да ги привлече и разбере, била привлечена била, се извинувам, од младоста, љубопитна биле за секого, силна и комплицирана, и јас имам проблем со филмовите на Мартоне, да бидам искрен, во кои има интригантни идеи, но сметам дека не се уникатни и целовити дела, не ми функционираат како нешто што е до крај разработено. The History of Sound е режисерско остварување на Оливер Херманус, кој е режисер од Јужноафриканската република, кој сними Living и Мофи и The Endless River. Имаше и други филмови кои има работено, режираше филм со Пол Маскал и Джош О'Конор, односно The History of Sound, во кој глумат студенти во конзерваториумот во Бостон, кој во 1917 година, односно за време на Првата светска војна, одат на терен во Мејн и снимаат рурални фолк песни. Правата на филмот ги купија Mubi со Focus Features, односно со Universal, кои се разбира дека беа привлечени од присуството на Мескал. Александар Динан е снимателот. Фонограмот е инспирација за самото дело, заемниот чинител е тој артефакт, односно во игра е синестезија и побуда на спомени кои што се искористени за самото дело, така што имаме и трагедија, и губиток, и побуда дали би промениле нешто во животот и научиле нешто од трагедијата, се фокус на потрагата по звукот, односно големо прашање е дали ќе остане периодичен филм кој има што да каже и за денешницата, или па ќе биде можеби анахрон. Најверојатно второто, тоа ме плаши. Во конкуренција беше за Квир Палмата, а Мескал не сакаш да биде спореден овој филм со Brokeback Mountain. Не е репресивна квир врска опрашање, затоа што е потрага по загубена љубов и таа согледба за истата. Мора да се напомене и филмот It Was Just an Accident во режија на Џафар Панахи, иранскиот режисер кој што е предводник на иранската кинематографија, автор на No Bears, Three Faces, Taxi, Offside, The Circle, This Is Not a Film. Режираше трилер во кој Екбал вози навечер со неговата бремена сопруга и прегазува куче. Го носи автомобилот на поправка и таму наоѓа човек кој смета дека го има мачено додека Екбал бил во заробеништво и има план да го киднапира и да се одмазди закопувајќи го жив. Кога ќе се јави сомнеш дали стварно го заробил точниот човек, бара помош од останатите жртви кои дебатираат од една страна дали е морално исправно одмаздолюбието. Така што Панахи се снима без дозвола од државата уште еднаш, под голем ризик. Жените не носат хиџаб во неговиот филм, затоа што нели сака да ја прикаже реалноста како што ја гледа, така што и тука се игра Панахи со законите, но успева да комплетира дело, кое ќе го дистрибуира МК2, Неон купи права за САД, а Mubi за останатиот дел од светот, што значи пак Неон застапува добитник на Златна палма во Кан, односно новиот филм на Панахи, кој не се појавува пред камера за некој си чудо, кој знаете дека е затворен со 20 годишна забрана, снима тајно, интроспективно, дури во минатото бил во Скопје со неговите први филмови, а во Иран мора да поднесеш, например, сценарио и да ти биде одобрено од страна на Министерството ако сакаш да го снимаш, што се разбира дека не сакал да го направи Панахи, кој знае дека може непречено да снима, например, во автомобили, но камера ако вадиш на улица имаш проблем. Така што прашањето е дали се наградува режирањето во прогон или па има високи естетски норми кои што се слават во ова дело. Ќе почекаме да погледнеме. Иран едно е јасно дека нема да го земе да биде представник овој филм на државата, така што Франција или Луксембург им преостанува таа чест за Оскарите за интернационален Оскар наградата. Имале закани од страна на екипата со самата селекција на филмот. Прашање е после победата дали ќе бидат под притисок и кога ќе се вратат дома.
Да ја напоменеме и The Little Sister, односно филм во режија на Хавсија Херзи. Режисерката глуми повеќе од колку што се застанува зад камера, нејзин е Good Mother, сними coming of age филм за алжирско семејство кое емигрира во Франција и 17 годишната ќерка која си го бара идентитетот во француското училиште, каде развива истополова љубов, што не е померак на традиционалната фамилија. Арте го продуцира, МК2 го дистрибуира, немаше прес, иако немаше прес кој што е емитуван на каналот на Канскиот фестивал, иако филмот зема Клир Палма и за најдобра актерка од страна на Надија Мелити. Сексуален билдунгсроман е напоменат дека овој филм представува со посета на ЛГБТ барови во Париз со еден затворен лик кој што станува ранлив во текот на филмот. Уште два филма да напоменеме, кои што беа исто така селектирани на овој фестивал. The Mastermind, Кели Рајкард, режисерката со орегонски приказки, која ги сними Showing Up, Old Joy, First Cow, Wendy and Lucy. Сними филм со Джош О'Конор, човекот кој што исто така глуми во History of Sound, како што ви напоменав. Меѓутоа се појавуваат во овој филм и Алана Хаим и Хоуп Дейвис, филм кој го испофалија и Грирсен и Бредшоу како одлика на губењето на кормилото на Америка денес. Муби се дистрибутери. Во филмот во 70-тите години во Масачусетс еден неверојатен тишер станува крадец на уметнички дела кој планира грабеж, ама не оди се според неговиот план. Значи се брка холивудскиот сон и се симнува капа на Мелвил. Кели е во спрега, од една страна има презир кон Тревис Бикл и филмовите од новиот бран со машки ликови кои се бараат себе си и гледачот се разбира дека е врзан со нив, но таа сака таков лик да му го упропасти сонот, како и самиот живот, затоа има пишувано за некаков лик кој што би се одвествувал за овие предводници од новиот бран. Значи криминалци се на власт, можам и јас да крадам е неговиот изговор. Ликот нема само доверба, ама затоа има его, со пропаднати аспирации, смета дека заслужува повеќе од тоа што го добива, ама привилегиране од претходните генерации, па ќе краде слика од Артур Дов, еден од првите модернисти кои што сака да го препродаде. И додека сме кај модерната, односно кај постмодерната, уште еден филм кој што беше селектиран е Nouvelle Vague, во режија на Ричард Линклетер, режисерот на Before трилогијата, Boyhood, Hitman, Do the Right Thing, тоа се извинувам, тој е автор на Everything, Coming of Age филмовите како Dazed and Confused и Everybody Wants Some, се извинувам, кој прави негова реимагинација на снимањето на Бретлес од Годар, еден од првите филмови од францускиот нов Браун, со тоа што Зој Дојч е Жан Сиберг. Право место за премиера имаше овој филм, така што носталгијата е неизбежна со ова остварување, стилизиране да изгледа како да е снимен во 1959 година. Линклетер ни овозможи да се дружиме со Годар и Трифон на платното, прав човек кој почна со Слекер и Dazed and Confused да го снима првиот на Годар. Критиката е дека убаво ги оживотворил, ама бил нестимулативен филм за интерпретација и за разглобување, кој бил убаво завршена домашна работа за дружењето и интелектуалните аспирации. За мене е автор на Американа овој режисер, не знам како ќе изгледа Линклетер во француски манир со афоризми, како зборуваат неговите ликови, други пак ја пофалија неговата визија да прикаже како се снима прв филм, ако се има визија и се биде доследен, се разбира на истата. Така што интригантно е да се погледне Nouvelle Vague на големото платно и кај нас. А додека ги чекаме овие филмови да пристигнат, ни пристигна веќе новиот албум на Sleep Token, едни од милениците не само на оваа емисија, туку еден од најпопуларните метал артисти во светски рамки, кој го издадува албумот Even in Arcadia, кој според моје мислење е значително послабо од нивниот претходен албум, кој што сепак е ремек дело во нивната кариера, со тоа што
од овој албум ви издвоив две композиции кои што се препознатливи за него, односно ќе слушнеме композицијата Emergence и Caramel, каде исто така си поигруваат со можностите на комбинаторика на R&B и метал, нешто што направија да биде уникатен и препознатлив трейдмарк за нивната музика. Меѓутоа, јас си стојам на своето дека овој албум, иако е едно одлично остварување каде секоја песна си има своја ламентирачка димензија, не може да се мери со Take Me Back to Eden, кој е врвот на нивната кариера, иако си има и тука композиции кои што се значени за интерпретирање, вклучувајќи ги овие две. RCA Records го издадува овој албум овој месец, а во продолжение по завршувањето со Sleep Token ќе слушнеме Tetrarch, односно ќе посветиме малку внимание и на new metal сцената. The Ugly Side of Me е нивниот нов албум, Never Again, односно Parasite е композицијата која ќе ја слушнеме, и секако ветераните Machine Head се вратија исто така на сцената, овој пат со нивното ново студиско издание Unatoned, каде што се фиксира на пократки композиции, каде немаше 10-минутни епопеи. Unbound е синглката која ќе слушнеме од ова албумско остварување. Така што слушаме моќна музика во рамките на Danse Macabre, и потоа ќе се вратам во етер да ви говорам за преостанатите филмови од ова годишното издание на Канскиот филмски фестивал. Преполувајќи ја селекцијата на филмови од официјалната конкуренција од Канскиот фестивал, доаѓаме и до The Phonical, се извинувам, Skim во режија на Вес Андерсон. Ќе имам време да го научам насловот како што треба, очигледно, со оглед на тоа што ќе биде најизвиканите за оваа година. Го знаете како авторот на Grand Budapest Hotel, Fantastic Mr. Fox, The French Dispatch, The Royal Tenenbaums, Rushmore и ред други симетрични репетиции од филмови кои со Роман Копола напиша шпијанска црна комедија во која глумат Бенисио Дел Торо, Майкл Сера, Риз Ахмед, Том Хенкс, Брайан Кренстон, Метју Амалрик, Ричард Ајваде, Джефри Рајт, Скарлет Јохансон, Бенедикт Камбербеч, Руперт Френд, Хоп Дейвис и останатиот дел на Холивуд. Има по една реплика, се разбира, во овој филм, ама важно се појавуваат во делото за богатиот бизнисмен, која прогласува за негова наследничка ќерката, која што е калуѓерка, но штом се нафати на нов бизнис, Бенисио ќе стане мета на терористи, опортунисти, конкретни тајкуни, за сите останати олигарси кои сакаат да го ликвидираат него и неговиот посет или имот. Десплат се разбира дека му ја прави музиката, а кинематографер е минатогодишниот лауреат на браќа Менаки, кој можевте да го забележите на секаде широк сокак, односно Бруно Дел Бонел, кој го сними филмот на 35 мм филмска лента и работеше со Вес Андерсон наместо неговиот ветеран соработник Јелман, што е пријатно изненадување. Фокус на Universal ќе го дистрибуираат овој филм. Андерсон на пресот кажа дека со колизија на две различни идеи се раѓа трета, односно се раѓа филм. Наводно има потребено и handheld делумно, може да си седи Бенисио во када 7 сати додека се снима slow motion на 120 фрейма, го имаат тој луксус додека работеле. Се разбира со односот на таткото и ќерката е најдлабоко разработен во овој филм, помеѓу мрачен капиталист и нанесувајќи штетата на вработените. Понасилен филм за разлика од неговите други, можеби созрева вес, меѓутоа исто така кажа дека со Роман прави нов филм кој што исто така би бил помрачен, така што најпрвин да го почекаме ова остварување да погледнеме, потоа ќе разговараме каде ќе ја носат кариерата со Роман. Ренуа е режисерско остварување на Чие Хајакава, тој е вториот филм на режисерката по План 75, кој беше прикажан на Филозофски филмски фестивал, ако не се лажам, кој за вториот филм се наврати на своето детство, инспирирано од соочувањето со нејзиниот родител со рак, прикажувајќи го поимањето на смртта од страна на 11-годишното девојче во 80-тите години во Јапонија, насреде технолошкиот бум. Значи уште една coming of age приказна, меѓутоа со поглед на општеството низ очите на девојчето, водена од името на импресионистичкиот сликар, односно на
ќерка со болен татко имаме исто таков однос, меѓутоа во поразлични димензии имаше филмот на Вес Андерсон, со оглед на тоа што во овој филм е во прашање семејна динамика и секако дека Озу мора да се реферира, па и филмовите на Кореда може би се поблиски на режисерката, снимен во лето за време на летен распуст, снимен од висина на погледот на самото девојче, без многу диалог, со тоа што не знам колку овој филм ќе би се запамти од страна на публиката или ќе се изгуби од фестивалот. Меѓутоа знам дека еден од филмовите кои нема толку лесно да се заборави е Resurrection во режија на Big Gun, кинескиот режисер, кој го сними прекрасниот The Long Day's Journey into Night и Kylie Blues, конечно сними нов филм и тоа научно-фантастичен крими-детективски филм за свет во кој луѓето не се во можност да сонуваат, но една жена успева да влезе во подсвеста на едно живо или мртво битие, да ја сонува кинеската историја, да ја премота малтене, поделен на 6 поглавја за 5 сетила, вклучувајќи го и мозокот, односно Huans Pictures го продуцираат, употребено е чудовиште во манирот на ликовите од Калигарија или Паносферату, така што очекувам повторно долги секвенции снимен пред изгресонце, секој снимачки ден за да се задржи континуитетот. Сонувачот го посочија како чуден лик на пресот, каде звукот е синоним со самото битие, има дразба за секој од сегментите и посочи режисерот дека Лет над Куковичкото гнездо му бил инспирација за овој филм, предводен од 5 уникатни ликови во борба помеѓу поетичноста и приземјеноста. Автор кој што е способен да го прикаже односот на и интерферирањето на ликот со протокот на времето и да го улови пред се самото време како категорија, така што со нетрпение го чекам овој линчовски потфат на одличниот Big Gun. Ромерија, режисерско стрување на Карла Симон, тоа е режисерката на Алкарас и Самар 1993, сними нов филм за девојка Сира, која оди во родното место на незиниот татко, кој што починал од сида, за да дознае повеќе за него, но неговата фамилија не милува да зборува за нивното минато кое сакаат да остане погребано, затоа што незините родители биле зависници од наркотици. Инспирирана е режисерката од средбата на незините родители и нивните зависности, собра 3,5 милиона околу 3,5 милиони евра буџет, мака два ќе бидат дистрибутери, едноставно мистично религиозно патешествие реферира самото име на филмот, меѓутоа семејните лимунади на режисерката мислам дека не се за Кански фестивал, туку се за на ТВ, но да се надеваме дека ќе има заби ова дело и ќе прикаже некоја невидена страна на епидемијата на СИДА и трагедиите кои ги доживеале фамилиите. Имаме љубовитен лик без конфликт, кој што бил присутен во филмот, кој го носи од рурален дел во Крајбрежје. Има игра со сеќавањата и една фентези секвенца која ја поделила публиката, иако самиот филм бил прелинеарен, кажа критичарите. The Secret Agent, режисерско сторување на Клебер Мендоса Фило, односно тоа е режисерот на одличниот Бакарау и Аквариус, сними уште еден филм со Удо Кир бразилецот и германецот, снимија филм во кој еден професор од 1977 година, кој насреде бразилските воени немири се обидува да се пресретне со неговиот син, но градот не е безбедно место за таа средба, немаше пресии за овој филм, иако освои награда од организацијата во која што членува пресци, како и Палма за најдобра режија и Вагнер Моура за најдобар актер, значи 3 престижни награди за комуникацијата на бунтовниците и преносот на гласот од минатото во иднината со зачувување на спомените низ различни приказни и предмети кои што стануваат цел на филмот. Уште еден може би еден од најизвиканите филмови на фестивалот беше Sentimental Value, орежија на Јоаким Трир, него го знаете како данскиот маестро режисер на The Worst Person in the World, Телма, Louder Than Bombs, Осло август 31. Снима комична мелодрама со миленичката негова, Рената Рейнсве, во кој што исто така глумат и Стелан Скарсгард и Ел Фенинг, во филм во кој што починува мајката на семејството и преостануваат двете сестри да возомнуваат врска
врска со нивниот татко режисер, кој ги има напуштено, но едната сака да глуми во неговиот повратнички филм, иако таа му сугерира англиска актерка за биографското дело преку филмот, треба да се пополнат тие семејни празнини и да се најде разбирање за различната животна траекторија на сестрите и таткото. Неон ги купи правата на филмот, Муби ќе го држи на платформите. Ова остварување кое што го освои Гран При на фестивалот, што значи двете главни палми ги лапна Неон оваа година, кој верувам дека ќе биде кандидат на некој од скандинавските земји за интернационален Оскар. Значи имаме транзиции меѓу сцени кои што биле со Fade Out, Skarsgård беше довар на пресконференцијата, вика, јас само со трировци работам. Дали е Ларс или Јоаким, само со нив работам. Јоаким каже дека е панкер во душа и дека како старее, така нежноста на мажот представува новиот панк кој што го застапува, ама ќе биде најверојатно crowd pleaser и сите ќе го сакаме овој филм и ќе бидеме среќни што ќе може да го погледнеме. А уште еден филм кој што сакам да го погледнам заради тоа што ме заинтригира е Сират во режија на Оливие Лаке, односно во прашање е режисер на одлично снимениот Fire Will Come, кој што го сними својот четврт филм. Таткото во овој филм заедно со синот патуваат во пустината на Мароко да ја најдат изгубената ќерка. The Match Factory си ги обезбедија правата, колегите го споредуваа со The Brisket Point, со Sorcerer, со Wages of Fear или па Mad Max, односно роуд филм кој добива апокалиптични димензии, така што насловот е врзан за патила, односно мост, пространство кое што бара да се случи трансформација, некакво си чистилиште, меѓупростор означува филмот. Режисерот говори дека не мерел кога претурал помеѓу жанровите, односно отсуството на ќерката било се присутно и сите ликови биле скршени и имале потреба да проектираат некаков целовит облик за себе си. Има потрага на ќерка која што раѓа прашање всушност каков си како човек. Режисерот рече дека него гледал Жодоровски за да биде инспириран од него, конкретно Дел Топо, поблизок е до филмовите од 70-тите, правејќи паралела со денешницата, со тогашното време, исполнето со гнев преточен во електронската музика, односно рейв забавите, кој што станува нели како едно езотерично ехо од иднината. Има имигранти, уште од првиот негов филм и технаджи на турчици, кој после пресод мислам дека ќе лапне некоја награда од реакциите за ова физичка и метафизичка авантура, кој делеше награда од жирито, ама тоа што појачале Лумиер салата со атмос, озвучувањето и наменето за премиерата на Mission Impossible, тука било доста корисно, затоа што биле за рейв забава потребно и добро озвучување. Ова е филм во чистилиште за работ на колапсото од светот, иако имаше предупредување за претенциозноста на авторот од колегите, други го гледаа како јалова потрага по значењето на животот и насока на туѓинци во талкањето, во постојањето, кои немаат контрола над патешествието, не дека се чисти во намерите, а да бидат прифатени во рајот или па која и да е дестинацијата, тука се соочуваат со случајности кои ги застрануваат од тој пат, недофатлив станува нивниот идеал кој што го зацртале. Sound of Falling во режија на Маша Шилински, кој претходно, ако го не се лажам, го има работен на Dark Blue Girl. Снима филм за 4 девојки од различни генерации како созреваат на фарма во Алмарк, како растат, минатото си го прави своето, пак снима филм за детство овој режисер, нивниот поглед низ концептите на возрастните е разработен, имаме пад на ликови низ времето, ама времето е застанато на самата фарма, каде е закотвена и меланхолијата на жени, кои што поминуваат низ него и ехо на минатата генерацијска траума која што пренесува кај нив, како малите случувања во животот за кои што не се зборува да прават големи промени кај ликовите, предадени од тела наспроти сопствената волја, така што има
повреди и смрт која што одекнува низ епохите. Инвентивна употреба на стедикем и пред се игра со дизајн на звук кој што чудува. Си бара повеќе гледања овој филм, напоменаа критичарите, има многу духови зад камерата и ја делеше наградата од жириито со Сират, кој е чудно што би бил на овој фестивал, не на Берлинале, например. Значи една куќа, еден фрагментиран идентитет кој е составен од мноштво доживувања низ вековите, ако се гледа како едно тело, кое што се дел од мозаикот на тоа сеопфатно битие, ако може да го наречеме, кое не може на крајот на денот да се состави од сите тие не совладливи сеќавања. Two Prosecutors е уште еден филм кој што беше прикажан во селекцијата, во режија на Сергеј Лозница. Тој е автор, украински режисер на Донбас и Кроткаја. Периодичен филм сними пред Втората светска војна за правобранител кој доаѓа до писмо за потенцијален криминал од страна на власта и неговата борба за правда во сталинистичкиот СССР. Адаптација на новела од манускриптот на затвореник во ГУЛАГ, Пирамид ќе го дистрибуираат и HBO, го сметаат за историско предупредување за тиранијата која што следува, песимистички колку може отпорот на силата да придонесе за промена е прашањето кое што ќе се напомене, каде има понаивно однесување на луѓето под притисок на власта. На визуелен план имаме сивило, клаустрофобија, под тежината на сеќавањето се разбира и негова реимагинација, продуциран од 6 држави, работен во рок од 2 години, така што подготовките се на и работени на различно тло, така што бидете подготвени на затворски коридори и наивност за удел на законот во тоталитаризам насреде на кавкијанска бирократија, што е интересно ехо за дамнешна и за денешна Русија. Woman and Child во режија на Саед Рустаи е остварување кое што го работи режисерот на Leila's Brothers и Just 6.5 е неговиот нов филм Woman and Child, во кој што стана збор за 45 годишна вдовица која самата се грижи за нејзините деца, а особени проблеми предизвикува бунтовниот тинејџер додека таа планира да се венча за нејзиниот вереник. Нејзиниот син е избркан од училиште и се комплицира семејната динамика и пред се раѓа борба за правичност. Режисерот кажа дека има име се дава на почеток на една идеја и ако се даде подоцна, станува комплицирано. Независна жена е во прашање која што ретко гледаме во иранскиот филм денес. Паринас Изадиар го предводи овој филм. Запрашан беше режисерот дали се автоцензурира за да ги прикаже неговите филмови во Иран и нападнат беше дека канцерогениот национализам е и штетата која што ја наметнува на жените во Иран е проблем. Прашање на кое што не сакаше да одговори овој режисер, кој е под влијание на Трюфо, иако има горчина во остварувањето, има некаков релативен среќен крај, се продолжува, има последици на настаните и затворска казна си доби овој режисер 2023 година на 6 месеци и забрана за 5 годишна работа, со тоа што самотијата е доловена. Неговиот кинематографер кажа со самиот дептофил и дистанцата од ликовите со предметите како се оддалечуваат и меѓу себе кон крајот на филмот, засилувајќи го и светлото, односно наместо дискретноста на светлото кон детето, демеке ангелско, се фрлаат снопови во него да го издвои од другите, така што се прераскажува приказни со помош на топлината и ладнотијата на осветлувањето. И уште да го напоменеме во рамките на конкуренција, на последниот филм од селектираните, The Young Mother's Home, во режија на Жан-Пьер и Лук Дарден, тоа се авторите на Тори Локита, Young Ahmed, 2 Days, 1 Night, Rosetta, The Kid with a Bike, L'Enfant. Снимија филм за 5 мајки кои заедно со нивните мали деца се вдомени во прифатилиште за млади мајки кои немаше емитуван прес, ама освои престижна награда за најдобро сценарио и незначителната награда од екуменското жири.
тука ќе правиме на кратка музичка пауза и ќе слушнеме најагресивните бендови во рамките на ова издание на Dance Macabre. Имено ги слушаме продолжение Fragments of Unbecoming, односно во прашање е бенд кој што музицира од Германија, мелодичен дед метал бенд под силно влијание на Necrophagist и Edge of Sanity, кои го издадоа нивниот нов албум, ако не се лажам, 7 поглавје, тие ги делат нивните албуми во поглавја, именувано како Dawnbringer, односно The Ember Emperor, од кој ќе слушнеме експлозивната композиција Among the Shades. Потоа ги селектирав за оваа емисија To Spoke Zarathustra, односно истоимениот бенд како и значајното дело на Ниче. Deathcore бенд е во прашање кој што музицира од Мериленд, односно од САД, го издадоа нивниот втор студиски албум, кој има прекрасно име, како и многу бројни композиции од него кои што се крајно интригантни и се подвижна комедија сами за себе. Нивниот нов албум се нарекува I'm Done with Self-Care, It's Time for Others Harm. Нивниот претходен албум гласеше Act Like You Don't Know. Така што се прилично интригантни во нивните композиции, меѓутоа се експлозивни кога се во прашање на нивните изведби и ќе слушнеме одличната Gage Lanza 2, односно Return of the Red Hammer. Потоа јас големуваме агресијата благодарение на грајндерите Full of Hell, кои што издадоа EP издание, кој го нагласија Broken Sword, односно Rotten Shield, од кој ќе слушнеме кратката и експлозивна наставна тема и едно интермецо ќе слушнеме од овој албум, Mirror Helm, пред The Shit of God, односно композицијата синглка од новото албумско остварување на Behemoth, односно Black Death метал бендот кој потекнува од Полска, кој имавме можност пред неколку години да ги погледнеме и во Скопје, великаните на ова звучна легура која што ви ја напоменувам. Овој албум е 13-тиот студиски албум на Нергал и неговото друштво кој го издаде 3 години по Ops Contra Natram, односно издание на Nuclear Blast. Ќе ја слушнеме првата синглка која што ја подели метал публиката, токму поради инфантилниот наслов на оваа композиција, меѓутоа според Нергал треба да се биде директен, не може да се подлегне под религиозната опресија туку така и затоа одлучи да удри таму каде што најмногу боли. Односно слушаме продолжение The Shit of God и ќе завршиме во овој екстремен сегмент со композицијата Towards the Ancient Towards the Absence of Light, беше друга композиција. Ќе слушнеме творба од End Oceans, односно ова е еден интригантен бенд кој што беше применуван два пати, односно во различен период од нивната кариера. Кога свиреа, например, Dead Metal, има едно име, односно Havoc Unit, потоа се преименува во Festerday, кога се наклонија повеќе на симфоничен Black Metal. Денес имаат индустријал влијание, така што е многу врсен, пребогат со музика, албум кој што 2 дена се обидував да го дешифрирам заради тоа што е преслоевит и имаат натрупано се живо и диво во него, не толку лесно се расслојува. The Regeneration Itinerary се нарекува неговиот нивното ново остварување, од кој ќе слушнеме Towards the Absence of Light. Така што слушаме продолжение Dead Metal, Black Metal, Grindcore и Deathcore бендови. Уживајте. Иако завршивме со прегледот на 22 филма кои се составен дел од селекцијата на 78-то издание на главна компетиција за Златната палма на Канскиот фестивал, сепак прикажани беа и многобројни други филмови надвор од компетиција, односно своја премиера имаше и Colors of Time, тоа е режисерско остварување на Седрик Клапиш, режисерот на Greek Salad, Rise, Someone Somewhere, Back to Burgundy, кој не ми е кој знае колку впечатлив режисер, ама снимил периодична coming of age драма за
семејство кое наследува имот во Нормандија, па наследниците треба да знаат што и од кого наследиле. Всушност, значи едно соочување на денешницата со ерата од крајот на 19 век и тогашните предци кои живееле пред се во куќата, дистрибутери се Студио Канал и предпоставувам дека е еден од домашните филмови на Кански кои се таму за да си се промовираат, не дека се привлечени за светскиот пазар, ама може би грешам. На пресот урла по овој филм, пола екипа беа во први редови, се разбира домашен филм е, како да не аплодираат. Филмот се игра со темата дека е тешко да се замисли иднината, играјќи со поетски реализам, има колоризација и текстура во колор корекцијата и манипулација со импресионизмот и аристократијата од минатото, така што има паралела меѓу денешната младина и таа од 19 век, тогашните гикови со денешните и женската слобода се пренесува низ генерациите. Highest to Lowest исто така имаше премиера, новиот филм на Spike Lee, тоа е режисерот на Do the Right Thing, Malcolm X, He's Got Game, Inside Man, Black Klansman и The Five Bloods. Сними негова интерпретација на филмот High and Low од магот Куросава со Дензел Вашингтон и Джефри Раш и преубавата Илфенеш Хедера. Ви препорачувам да погледнете оригиналниот јапонски филм за киднапираниот син и изнудувањето на шефот на компанијата за Джефри за негово ослободување од киднаперите, ама Спайк си уфрлил музика за да го направи неговиот joint. A24 и Apple Plus го дистрибуираат, се надам дека нема да зажалат како со неговиот претходен Oldboy, односно неговиот ремейк. На пресот си направи паралела дека со првиот негов филм She's Gotta Have It, дека бил Рашомоновски и затоа бил близок со Куросава, демек му висело сценариото со години се протнувало на пресот Чес Еверт, сопругата на Роберт Еверт, се фати во гуша со Спайк за Чикаго Булс и каде бил роден Джордан и каде му се наоѓале прстените од титулите, ама го испочитува Еверт кој бил поддржувач на Do the Right Thing, кој неправедно не ја добил, односно Златната палма. Не е негово сценариото, само да напоменам, што е еден минус за тоа што се врзува многу повеќе ако тој го има напишано, само тој е прикачен да го режира, ама има метнато дел од филмската историја во ова дело. Сепак Спайк е Нью Йорк е Спайк. Джефри во исто време снимил филмот на Вес Андерсон и филмот на Спайк. Тој имаше прекрасни излегувања на пресконференцијата каде што посочи дека вниманието е всушност новата валута во денешницата. Буквално имаше говор како да е излезен од Westworld, каде што треба внимаваме колку дозволуваме на социјалните мрежи и технологијата да има удел во денешницата, односно во нашите животи, како да гледам некаков Westworld траект кој што го даде, се вртеше прашањето за Трамповите даноци и носењето на бизнисот во Нью Йорк, кој кажа дека самиот Спайк подсочи дека Англи и Ернест Дикерсон заедно студирале. Джармуш бил 2 години постар од нив и тој бил првиот на факултетот кој што успеал од нивните генерации, сите следат неговите примери понатаму. Меѓутоа, мотото на филмот е сите пари не се добри пари, со морална дилема пари или љубов во денешно време, во кое се е трансакционо, меѓутоа не е се за продажба, вика Джефри, а Дензел глуми раководител на музичка продукција кој нема допир со музиката денес, меѓутоа напомена дека има тројца полицајци кои што се несмасни и се супер белек, кој што го има протнато Спайк во ово остварување. Филмот кој што го отвори Канскиот фестивал беше Live One Day, во режија на Амели Бонин, за шеф во подем кој што треба да се врати во роден град, каде има татко му срце в удари, треба да се соочи со симпатијата од детството. Дебитански филм со мюзикл кој е инициирано краток филм. Секогаш незадоволителни се филмовите кои што го отвараат филмскиот фестивал, на сет ги испеваат нивните
чувства и после Емилија Перес, мислам дека овој тренд се продолжува со ова остварување. По прашање романтична комедија со многу француски референции имало, така што треба да се жртвува некој филм за да се отвори фестивалот и жртвата за оваа година ја плати Live One Day. Mission Impossible The Final Reckoning исто така си имаше своја премиера на Кристофер Мекуери, а Private Life беше прикажан исто така на Ребека Злутовски. Таа е полско-мароканска режисерка на Other People's Children и An Easy Girl и Планетариум. Сними психолошки трилер Мистерија со Джоди Фостер на француски јазик. Сони купија правата за филмот. Джоди е мајката во филмот, која што растура француски, иако немало толку голема удобност во јазикот при глумата. Си игра филмот со хипноза и претходни животи за психијатарката која се расплакува пред нејзин пациент, значи има трансферирање, така што има уште еден енигматичност под која се крие филмот со двојните животи. The Richest Woman in the World на режисерката на Rachel's Game, All That Divides Us, His Mother's Eyes, Family Hero, односно во прашање е Тиери Клифа, уште еден домашен режисер кој е протнат да си има премиера вон конкуренција, сними филм за најбогатата жена на светот која се запознава со еден фотограф и стануваат неразделни, луѓе почнуваат да зборуваат за нив, конкретно ќерката, ќе се сомнува дека младиот фотограф е лаком по нејзините пари. Изабел Упер ја глуми најбогатата дама на место селекција и категоризација на истата, со фасцинација на екстремно богатите кои сакал да ги портретира режисерот со кој ретко се сретнуваат во Франција, односно француски Succession ако повеќе сакате. Во спојаната категорија, односно Uncertain Regard, која што е именувана, ќе го издвоиме, имаше неколку филмови кои беа режирани од актери, односно холивудски актери, еден од нив е The Chronology of Water, во режија на Кристен Стюарт, за режисерско нејзино деби, работен по мемуарите на Лидија Јукнавич, односно во прашање е филм во кој што Имоџен Пуција глуми младата пливачка која ќе се пробие во својата спортска дисциплина, но и пишаниот збор пред да стане успешна жена и мајка, во кој се појавуваат и Тора Берич, Ким Гордон и Джим Белуши. Себе откривање преку пливањето и нејзините љубовни пориви со многу пропасти и неуспеси во животот го карактеризира овој филм. Потоа Еленор the Great, режисерско остварување на Скарлет Јохансон, во кое што Джун Сквиб глуми 94 годишна жена од Флорида која се спријателува со 19 годишен дечко и имало жртви од Холокаустот кој што се составен дел од приказната. Луварти го снима филмот, се разбира дека одлично ќе биде кадриран, Сони и го дистрибуира и да ги напоменеме уште My Father's Shadow на Акинола Девис Джуниор. Тоа е деби остварување за средбата со семејството од 90-тите од Нигерија, каде таткото патува со своите синови од Лагос. Ќе го издвојам и The Plague во режија на Чарли Полинџер, односно во прашање хорор филм, скриен во оваа категорија. Во неколку други категории имаше скриено по некој хорор кој што можев да ги пронајдам. Индивар ми го посочија конкретно овој филм од режисерот кој ќе работи Маската на црвената смрт со Сидни Свини во главна улога, што значи A24 си фатија со него да го водат орото со тоа што снимил coming of age хорор филм во кој што се појавува Джоел Еджертон. Меѓутоа за 12 годишно момче во камп покрај вода кое е фрлено во суровата традиција која што раководи во кампот, што значи ќе има хейзинг во овој филм. И мора да се напомене Урчин, по кој што сите излудија, односно тоа е режисерско остварување на Харис Дикинсон, негово деби на актерот за талкач кој се мачи да се приклучи некако во општеството, бездомник кој се обидува да преживее, така што имаме интимистички поглед каде Френк Дилейн беше награден како најдобар актер, а Харис беше награден во оваа категорија за најдобра режија според Фипресци. Значи имаме Kitchen Sink драма во манирот на британските slice of life филмови, односно misery porn филмови, каде што на пример и Тим Рот така започна да снима, некоја паралела може да се направи и со Naked, така што
Ова се филмовите од Uncertain Regard во Midnight селекцијата. Една од моите најинтригантни се разбира, со оглед на тоа што се прикажани во неа жанровски остварувања, најчесто хорор филмови. Да, драги мои, хорор филмовите имаат значајно место во најзначајниот филмски фестивал на денешницата, затоа што знаат да го почитуваат фантастичното во таа држава, за разлика од некои други. The Exit 8 е остварување на во Midnight секцијата на Генки Кавамура. Во прашање е најизвиканиот филм од оваа селекција, кој се базира на истоимената игра, кој ќе го дистрибуира Toho и се надеваме дека некојаш ќе го погледнеме на запад, не само да се ги иметуваат кај нив. Во прашање е психолошки хорор филм за човек заглавен во бесконечните коридори на подземното метро, кој мора да дојде до излезот, но штом ќе види некаква аномалија, мора да се врати назад. Но во филмот во игра е и покајувањето на ликот и неговата грижа на совест. Значи, не е само брканица, туку има и своевидна интроспекција ова дело. Honey Don't, режисерско остварување на Итан Коен, која продолжува неговата лесбо трилогија по Drive Away Dolls, овој пат со Обри Плаза и Маргарет Куили. Фокус на Universal ќе го дистрибуираат. Сними филм во кој што Хани е приватна детективка во мал град, грумена од Маргарет, која разоткрива мистериозни убиства во кои е инволвирана една црква. Крис Еванс и Чарли Дей глумат исто така во овој филм. No One Will Know, режисерско остварување на Винсент Майл Кордона. Последна тура на пијачки се одвива во барот во овој филм, односно првото кафе за пред да си одат дома посетителите на барот, меѓу кои еден дознава дека е добитник на милиони на лото. Тоа значи дека некој љубоморен во близина повлекува пиштол, го убива и остануваат затворени во бар со добитно ливче на лото и мртво тело до него на подот. И сега треба да измислат убедлива приказна за пред полицијата која неизбежно е да дојде. Така што ова е интригантно сценарио за No One Will Know. И уште два филма беа селектирани во ова полноќна категорија, односно The Residence или Delaware. Пред се филм на Јан Гозлан, филм во кој што Сесил Франс глуми артистка која има резиденција и треба да добие помош од вештачка интелигенција во куќата Делови, каде наместо да добие инспирација за нејзината нова книга, се сомнева дека вештачката интелигенција сака да стане дел од нејзиниот живот, односно да го преземе, за да открие пред се кои се слобните намери на нејзините домаќини всушност. Гаумонт ќе го дистрибуираат овој филм и Sons of the Neon Night, најнезначајниот од оваа селекција за мене е крими трилер, кога атентат се прави на богат бизнисмен со експлозија, каде започнува војна меѓу криминогени наркокартели во Хонг Конг, за кој што ќе има превласт во наркобизнисот. Јуно Мак е режисерот на ово остварување. Останатите селекции по втор пат се одржа Immersive Competition, тоа се нарекува ова селекција во која што филмот е во своевидна хибридизација со виртуелната реалност, така што имаше 9 наслови, ако не се лажам, во оваа компетиција. Потоа исто така фамозната Acid селекција има, која што има радикални остварувања во неа, кои се противат на конвенциите на формата и содржината. Потоа Directors Fortnite, да не и забораваме, каде беа прикажани Mirrors No. 3 на новиот филм на Кристијан Пецол, потоа Yes, новиот филм на израелецот Надив Лапид и секако Dangerous Animals, уште еден хорор филм со жртвувањето на еколите на Шон Бирн од Австралија. Потоа Critics Week, на оваа селекција се најде Left-Handed Girl, кој што беше напишан од Шон Бейкер, минатогодишниот победник на фестивалот со Анора. Имаш исто така и селекции на кратки и на долги филмови. Потоа Cine Foundation има за студентски филмови со грант од 15.000 евра, како и селекција на кратки филмови, специјални проекции и премиери надвор од конкуренција. Односно, таму се најде и The Wave од новото остварување на Себастијан Лелио. Потоа The Love That Remains од Палмасон, односно тоа е исландскиот режисер на одличниот Годланд. Магелан, новото остварување беше на Лав Диас. Потоа документарецот Орвел 2+2 е 5, кој го откупи Неон исто така, беше на овој фестивал, каде што Неон и исто така ја откупи комедијата со Дакота Джонсон Сплитсвил.
Потоа имаше филмови надбор од селекција, односно реставрирани филмови и кански класици. Значи да ги повториме наградите на Канскиот фестивал. Palme d'Or, односно Златна палма, освои It Was Just an Accident во режија на Џафар Панахи. Џафар Панахи се извинувам, потоа Гран При на фестивалот, односно втората по значење награда ја освои Sentimental Value во режија на Јоаким Триер, а наградата од жири не можеа да се одлучат до жири комисијата за една, па доделија две, односно ги наградија Сират на Оливер Лаксе и Sound of Falling на Маша Шилински. Потоа најдобра режија освои Клебер Мендоса Филјо за The Secret Agent, се извинувам, најдобра актерка беше прогласена Надија Мелити за The Little Sister. Потоа најдобар актер Вагнер Моура за The Secret Agent уште еднаш. Best Screenplay, што би се рекло, најдобро сценарио на Жан-Пьер и Лук Дарден за Young Mothers и специјална награда од жирито доби Resurrection на Big Gun. Очигледно дека не конвенционалниот филм не знаеле во која категорија да го доделат, па затоа доби Special Mention, односно специјално напоменување. Во Uncertain Regard, The Mysterious Gaze of the Flamingo на Диего Каспедес ја доби главната награда, Фипресци наградата ја доби The Secret Agent во компетиција, а Квир Палмата за најдобар филм ја освои The Little Sister во компетиција. Најдобар саундтрак доби Сират со остварувањето кое што го сработи Кендин Греј, и најпрестижната од сите се разбира Palm Dog наградата, односно за најдобро куче, ја доби Панда од The Love That Remains, од жирито, жири наградата ја доби Пипа и Лапита од филмот Сират. Почесни златни палми добија и Роберт Де Ниро и Дензел Вашингтон. Од сите филмови кои што ви говорав, најочекувани, кои што сакам да ги гледам и да ги рецензирам, би биле Алфа на Докурно, Die My Love на Ремси, Едингтон на Ари Астер, победникот It Was Just an Accident на Панахи, Nouvelle Vogue се разбира на Линклетер, Resurrection, Забеготината на Big Gun, потоа мелодрамата Sentimental Value на Јоаким Триер очекуваме. Секако браќата Дарден не смеат да разочаруваат со Young Mothers, хорор филмот Exit од Генки Кавамура, се надеваме дека некојаш ќе го погледнеме, и уште да ги напоменеме Сират се разбира на Оливер Лаксе и Sound of Falling на Шилински, па ајде и Кейс 137 на Доминик Молдова спомене. Претпоставам дека овие ќе ги рецензирам дали во видеологија, дали во Дансе Макабре, затоа што во просек 10 на филмови селектирам од Кан во една сезона на видеологија, се надам дека и оваа година ќе биде исто. Ќе видиме дали и низ мојот филтер ќе поминат толку во рамките на ова селекција. За крајот на емисијата ќе слушаме еден од моите најомилени пост-метал бендови, кои што со нивната инструментални албуми го пленат моето внимание низ годините, односно го снимија нивното седмо студиско издание, кое што гласи Flickering Resonance, односно ова е седмиот албум кој е од отличните Пеликан, кои го издадоа по нивниот претходен албум за кој што чекаме, значи 6 години. Nighttime Stories беше пред пандемијата издаден, а новиот албум е за Run for Cover, со тоа што ќе слушаме последната композиција ја издвоив од него, Wandering Mind. Мислам дека таа е најдобра за да го затвориме ова издание на Дансе Макабре со прекрасните и моќни момци од Чикаго, Илиноис, односно инструменталните постметалци Пеликан. Јас сум Златко Ѓерески, го затворам 614-тиот гримуар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. До наредното издание на Дансе Макабре, обрнете внимание на уметничките квалитети и не се задоволувајте со филмски медиокритети.